Слушаме снимки во кои се препознава гласот на бизнисменот Орце Камчев, кој очигледно разговара со некој кој ви е близок затоа што сака да пренесе порака до вас, односно да организира средба. Предпоставувате ли која е таа личност? Јас не знам. Почнав да проверувам, немам ни време за да видам. Знам дека седи тој во некоја своја друштво, го слушав. Синоќ е тоа баш целото како изгледа. Секако гледам дека седи во ресторан, во некој кафич или кафана, таму се случуваат Со некој кој ви е близок? Со некои луѓе. Не го знам јас кој е близок. Стварно не го знам. Немало кај мене да дојде човек после такви разговори и слуши да каже тоа Орце Камчев, други и трети, тоа и тоа предлагат. Не, немало таков човек. Знаете дека многумина поврзуваат вашиот брат Вице Заев дека има врски со некои од поранешната власт, со бизнисмени и така натаму и дека преку него одат некои линии. Апсолутно демонтирам целосно. Вице Заев е мојот единствен брат. Тоа што го работи е бизниси на моето семејство само во Струмица. Значи нема допирни точки надвор. Таму си е посветен. Фала Богу, води за моето семејство кое коса тревата неговата и мојата коси. Која треба да помогне домот, јас сум постојано во Скопје, моето семејство живее во Струмица и неговото име се злоупотребува. За жал, многу често ми се лути. Тој не е должен да ги свати сите овие работи, тој не е политичар, тој не членува во органи и тела дури на Социјалдемократскиот сојуз. Да, е член на партијата, тој не е во органи на управување или било каде во државата или било што. За жал се злоупотребува неговото име. Еве гледав јас, односно слушнав во снимките како тоа кажи Вице дали можеш да го најдеш, да му кажеш тоа на Вице или слично. Јас не сум имал такви повратни информации до мене, да треба со некој за нешто да разговарам, кое што е врзано со Има ли Вице Заев контакти со Орце Камчев и Сашо Мијалков? Тоа ќе треба да опрашате Вице Заев. Јас мислам дека не. Ако имал, може имал некој пат по телефон, може нешто било што, ама верувам дека не. Посебно за вака, за случаевите, за актуелните моменти, сигурно дека нема. Се плашите ли од снимки кои ќе излезат, кои можат да компрометираат оваа влада по оваа основа с која се јаве прашувам? Не. Јас прво мислам дека толку честно работиме, лошо не мислиме, не па да правиме, па закони да кршиме. Не. Ако има, треба да бидат објавени. И не дали се плашам, туку должност е на секој што има докази за одредена инкриминација или било какви докази за прекршување на закон. Должност е да ги објави, да ги пријави, должност е на секој. И тоа треба само така да се направи. Апсолутно не се плашам. Нормално работам со луѓе. Ако некаде некој се огрешил и тоа преку снимки се објави, се докаже, секако знам дека веднаш одговорноста треба да се преземе од било кој таков што е. Така да, јас сум се борел за оваа слобода и демократија, мојот народ се борел, денеска ја имаме, ја живееме и апсолутно не се плашам. Гледате како носам одлуки, како и храбри потези се повлекуваат во целиот овој период и така ќе продолжиме во периодот кој што предстои. Да не заборавиме дека 2,5 години тргнавме од упропастена држава, заробена држава, во извештаи нотирана како хибриден режим, како заробена држава и слично, задолжена држава. Ги решивме сите отворени прашања на државата, ги постигнавме стратешките цели на оваа наша земја, економијата од минус 1,8 на 3,5%, законодавството е донесено и во делот на правната држава, и во делот на администрација, и во делот на безбедносниот систем, и во делот на борбата против антикорупцијата. За 2,5 години, со сите овие резултати, кои што ги постигнавме, со сите овие резултати, периодот на чист мандат ќе даде многу убав мегдан, резултатите да бидат неколкукратно поголеми, да дигнеме неколкукратно нивоата на квалитетот на животот севкупен во државата, вклучително и темата која што разговараме денеска и правната држава, која што без неа нема ни економија, без неа нема ни инвестиции, без неа нема да ги дочекаме тие економски параметри кои што ги очекуваме, кај што сите граѓани ќе ги чувствуваат. Затоа конечната и потврда и сигурност дека правдата и правната држава мора да бидат сериозни во државата, вратени онака како што ги очекуваме, токму очекувањата дека од тука почнуваат и сите други економски успеси и било какви успеси на една земја.